Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на пратенички прашања во собранието за состојбите и плановите во енергетскиот сектор, денес ја оцени состојбата за стабилна, за разлика од преземањето на власта од претходната влада. Тој посочи дека во август и септември 2024 година акумулациите биле само 7 до 8%. Јагленот на депонија во рек Битола бил само доволен за еден блок да работи 5 до 6 дена, а рударските машини и производните блокови биле неремонтирани, додека Осломеј бил запуштен. Една катастрофална состојба, оцени Мицкоски. Нагласи дека денес, година и половина подоцна, состојбата е стабилизирана. Според него, на двете депонии во Битола и Кичево има околу 150 до 160.000 тони јаглен. Акумулациите се околу 40%, обезбедени се количини на газ потребни за затоплување на Скопје до април, а АДСМ извезува електрична енергија во ноќните часови во вредност од 100 до 150.000 евра дневно, во услови на најголема енергетска криза од 70-тите години на минатиот век. Мицкоски вели дека Македонија денес не само што е стабилна, туку ја извезува стабилноста во регионот, снабдувајќи дури и неколку аеродроми со керозин. Премиерот ги искоментира и предлозите од опозицијата за надминување на енергетската криза, оценувајќи ги како популистички и истакнувајќи дека тие не биле применети во минатото, кога опозицијата ја имала можноста за тоа. Во однос на идните планови, Мицкоски најави регионален настап пред светските инвеститори. Посочи дека е важно државите од регионот да се организираат заедно, бидејќи преносните мрежи, далеководите и гасните цевководи се интегрирани во европскиот систем, а регионален настап овозможува поголема препознатливост пред инвеститорите. Премиерот нагласи дека успешната реализација на еден регионален проект ќе овозможи развој на енергетската инфраструктура, логистика и градежна оператива, во исто време ќе ја подобри економската позиција на Македонија и на регионот.